Во организација на општина Кочани, Сојузот на пензионерите и општинскиот одбор на борците од Кочани, на Пониква е откриена спомен плоча која потсетува на настаните од април до ноември 1947 година, кога во старите воени касарни била сместена првата партизанска болница во Македонија, во која се лекувале ранетите борци на Демократската армија на Грција, меѓу кои имало и македонци од Егејска Македонија. Спомен плочата, која е поставена на зградата на општина Кочани, сместена на Пониква, ја открија градоначалникот на Кочани Радко Димитровски и преживеаниот борец од овие настани Раде Гогов Црноречки. Поздравувајќи ги присутните на собирот, градоначалникот Димитровски истакна: Мене ми е чест, задоволство да овде, на ова место, каде што ќе имаме еден многу убав момент да освежиме делови од историјата која што ја пишувало ова место, историјата на Република Македонија, историјата на целиот Балкан, што можам да ве поздравам сите вас кои што сте овде. Задоволство ми беше од првиот момент кога спомнаа нашите од одборот, од општинскиот одбор, дали сакаме да го одбележиме ова. Значи, од првиот момент задоволството ми беше да заеднички го тоа прославиме и го чекавме оваков некој свечен момент кога имаме двојна радост, двојна почит, најпрви на 70 годишнината од победата над фашизмот. Преживеаниот борец од 4-та македонска ударна бригада, инаку политички комесар на бригадата Раде Гогов Црноречки, покрај евоцирањето на спомените за настаните од 1947 година пред присутните на самиот собир, за телевизија Кочани ја даде следната изјава пред зградата во која била сместена болницата. Тоа беше барака, војна барака беше, и таа беше поздрава од другите. Имаше десетина тука бараки, ама сите беа руинирани. И затоа ова беше поздрава, ама не моравме ми полесно се поправаше таа. И затоа од Кочани веднаш побаравме мајстори, Кочани тогаш ни прати мајстори, зидари, да покриеме требаше прво да не прокиснува доле. Долу поставија штици. И прозори немаше. Прозори поставихме. Врати. После тоа кревети немавме. Душици немавме. Војската ни даде сета опрема за болница внатре. А за лекови и за инструменти дојдоа лекари од двојца од ВМА од Белград. Тогаш ни ги прати нас Сојузната влада, Мајсторовиќ и Једо Преданич, тоа бе полковници, носители на парадски споменици, и на клинички центар од Белград главни хирурзи беа. Тие дојдоа илегално. За тие 3 месеца, колку беше тоа, едно 600-700 имаше. А од нив едно 340-50 умреа. Некои уште умрени дојдоа. Зашто беше многу лош патот. Се носеа од кај Макчалан, тамо преко Прилепско, Мариово, Велешко, преко Бабуна, довдур да дојдат, далеко беше. И многу луѓе умира. А камионите, знаете, немаше, обични беа, така лежеа ранетите. Немавме да им туриме нешто, тие камиони да им турихме некои кревети да леже. Немаше тоа да биде. И кога дојде ноември, сосема патот овде се заглави, снег, кал, и решивме да симне доле. И тогаш отидов во Катанска бања. Спомен плочата која е поставена на видно место на зградата сопственост на општина Кочани на Пониква ќе потсетува на настаните од 1947 година, на првата партизанска болница и за битката за спасување на ранетите борци на Демократската армија на Грција во